2020 почна и завршува со безмалку френетична потрага по чудотворната вакцина која треба да стави крај на ширењето на COVID-19, вирусот што го блокираше светот како ниту една друга пандемија. За разлика од пред 10 месеци, сега изгледа дека пробивот е речиси на дофат. Vaccine look more effective. Vaccines help us do that. Vaccine testing. Training our immune soldiers to be ready in the war against COVID. Атанас е еден од многуте возрастни граѓани кои спаѓаат во ризичните категории и во овој период од годината доаѓаат во пунктовите за имунизација за да се вакцинираат, но се уште не против COVID-19, туку против сезонскиот грип. Вака треба да изгледа постапката и за вакцинирањето против COVID-19, кога вакцините што ќе се покажат најделотворни ќе пристигнат во земјава. Во игра се неколку. Нашите информации велат дека 4 практично производители се во завршните фази и веќе се во фаза на апликација за добивање на административна дозвола во европските, односно американската агенција за авторизација на лекови. Тие 4 компании се AstraZeneca, Moderna, Pfizer и руската вакцина Sputnik 5. Нашиот комитет за имунизација неколку пати до сега заседаваше, ги разгледува карактеристиките на вакцините, се правеа некои иницијални планови. Независно од тоа која вакцина или вакцини ќе ги избере земјава, сите ќе се примаат во 2 дози. Дел од нив се слични по основата на која се изработени, но има и разлики, например во начинот на транспорт и складирање. Најспецифична е вакцината на американски Pfizer. Треба да се транспортира и чува на температура од минус 70 степени Целзиусови, додека онаа на Модерна на минус 20 степени. Во објектот на поликлиниката Битпазар се наоѓа централното депо на здравствен дом Скопје, каде по преземањето од увозниците се складираат сите вакцини што се користат на територијата на главниот град. Го нарекуваат скривница. Шефицата на депото Славица Јуруковска не донесе до влезот на скривницата. До тука смееме. Пристап во неа не е дозволен. Ете, тоа е тука. Тоа е тука. Тука е таа скривница каде што ги чуваме. Видете, имаме агрегати за потрошувачи, така да се опремено и амбиенталната температура, што е исто важна за да работат фрижидерите како што треба, ние ја чуваме да биде до 40 степени. И во случај да снема струја има агрегат. Има агрегат. За голем простор станува збор? За голем простор, па да. Видите какав е простор, двата контейнери се гледа, имат термометар, значи не мора да влегувате за да мерите температурата, него на самиот контейнер има температура и самите фрижидери ви кажат, тоа се медицински специјални фрижидери каде што имаме температура која се прати. И уште што мораме, значи 2 пати во текот на денот да ја мериме температурата и да водиме евиденција за температурата. With drug makers racing to produce coronavirus vaccines, authorities face a challenge in how to transport them around the world en masse once they're ready. Свесни за комплицираноста на постапката, имајќи ги предвид неопходните ниски температури, европските земји го одредија амстердамскиот Схипхол за неформален главен транспортен центар за дистрибуција на вакцините. Од овој аеродром веќе се пренесуваа многу од вакцините во фазите на испитувања. Дали такви капацитети има во земјава? Ние во моментот не сме во можност за складирање на такви вакцини, затоа што нашите медицински фрижидери се набавени исклучиво за чување на вакцините и на инсулините, каде што температурниот режим треба да биде од 2 до 8 степени. Додека брзите тестови за COVID-19 барат нешто друго и тие може да се чуват и на собна температура, која е од 2 до 30 одредена. Така да видиме, да почекаме од кои вакцини ќе ги набавиме, од кој производител и кои температурни разлики и режим ќе ги барат тие вакцини, па ние да се спремиме. Се спремаме и за Pfizeровата вакцина, заради тоа што преку COVAX системот во кој што ние сме аплицирале, едноставно не знаеме, ниту една земја знае, која ќе биде првата вакцина која што ќе стигне, така да мораме да имаме спремни капацитети за било која вакцина, да ја пречекаме, да ја складираме и соодветно да ја дистрибуираме. Последните информации се дека ова вакцина на Pfizer
точно дека треба да се чува на температура од минус 70 степени, меѓутоа има од 2 до 6 дена период за транспорт и дистрибуција на вообичаена температура од минус 2 до минус 6 степени, што значи дека може да се транспортира на ова вообичаена температура за транспорт на вакцина, а понатаму да се складира на минус 70, зашто веќе разговаравме добивме на понуда од една американска фондација која што сака да ги донира фрижидерите на кои што би ги чувале потенцијално овие Pfizeroви вакцини. Друг аспект е достапноста на вакцината. Здравствените власти преку Ковакс механизмот засега аплицирале за вакцини за 20% од граѓаните. Државата не планира вакцинирањето да биде обврзувачко, туку доброволно, а граѓаните се воздржани. Ја нема да ја примам, пошто не сум сигурен у вакцините што се излезени сега. Ни за COVID? Ни за COVID. Се плашите од тоа? Па не се плашам, ама ја чекам да ми пратат од Русија, пошто знам дека у Русија сега моментално готова е вакцината и ќе ги пуштат, па треба да ми донесат. Ако има вакцина, ако е сигурна, да. Па не, ако баш мора, ако не мора, не. У прва фаза не. Откако ќе се потврди баш онака здраво, затоа што усе се сомневам. Денешно време е сомнително. Дали би ја примиле вакцина против корона? Не. Би примил, што да примил? Од Бога само се плашам, од друго не се плашам. Не би ја примиле вакцината? Не би ја примал. И до ден денеска ништо вакцини не сум примал. Алергичен сум по тие вакцини. Немам потреба што да примам. Па ја прележав. И сега по некои информации 3-4 години траела ова. Добро, дали би примиле вакцина? Да. Зависи кој е производител. Како што излегува работа, сите се преваранти. Не се знае што е сигурно, што не е сигурно, веќе на фармацевска индустрија не може да и се верува. Филипчу уверува во спротивното дека сите 4 вакцини кои се во игра за набавка се безбедни за населението. Сите 4 вакцини кои што се најнапред во фазите на клиничко испитување се развиени и досега вообичаените за развој на вакцина платформи, кои што се сосем безбедни. Всушност и самото тоа што има ефект, веќе се создадени антитела кај сите партиципиенти во клиничките студии, значи дека се вакцините безбедни. Во таа смисла нема потреба за сомнеш, ние се соочивме со еден силен притисок од антиваксерите кога се случи минатогодишната епидемија со морбили, меѓутоа сум сега прилично сигурен дека луѓето, пациентите, граѓаните се свесни што вакцината значи кога се соочуваме со пандемија од една болест за која што немаме во овој момент таков еден инструмент. Приоритет во вакцинирањето според Комитетот за имунизација ќе имаат здравствените работници, постарите лица и хронично болните. Утврдено е и каде ќе се врши вакцинирањето против COVID-19. Ќе се користат постоечките пунктови за имунизација и здравствените домови. Надлежните сметаат дека системот ќе функционира и дека ќе нема проблеми со динамиката. На здравје. Готово? Готово.